Благодарам, госпоđo подпредседател, почитувани колеги пратеници. Ова е една од темите за кои што заслужува внимание да се поразговара, да се искажат ставовите, едноставно да она што го имаме како став и како дилема го споделиме со граѓаните на Република Македонија, бидејќи пред се обврска на сите нас пратениците да ги застапуваме граѓаните, они кои што ни го дадоа тоа право во овој законодавен дом. Навистина, дебатата овие денови околу програмата за значајни празници и манифестации одбележување на настани истакнати личности за 2012 година предизвика сериозно внимание и во собранието, меѓутоа предизвика сериозно внимание и во македонската јавност. Можно е да се види и од ова дебата и од составувањето на ова одлука дека имаме сериозна еволуција на ВМРО-ДПМН во однос на одредени ставови во државата. И тоа е добро. Тоа е добро, меѓутоа тоа е добро ако мислиме дека е искрено. Јас тука навистина се сомневам. Мислам дека и овде, споделувајќи го тоа со македонските граѓани, уште еднаш се покажува тоа дека Македонија има граѓани кои што имаат кратко памтење, граѓани кои што може да бидат подценувани. Исто така мислам дека е лицемерно и во моментот на составувањето на оваа одлука, бидејќи се прави од сосема други причини. Зошто ова се мои ставови, мои мислења и заради тоа реков дека ќе ги споделам со јавноста. Зошто сметам дека носењето на една ваква одлука, токму отворање на едно вакво прашање и во ова време, сега, не алудирајќи на моментите на криза меѓуетничка која што е во Република Македонија со многобројните инциденти и така натаму, и не алудирајќи на изјавите на сите одговорни фактори и од меѓународната заедница. Гледате дека Кнут Волебек вчера рече дека час поскоро македонската влада треба да се зафати со меѓуетничките односи за да не биде потоа доцна. Меѓутоа мислам дека носењето на една ваква одлука, отворање на ваква тема во македонското собрание е само заради свртување на вниманието на граѓаните во Република Македонија од тешката економска криза и од жестоките и екзистенцијални проблеми кои што ги имаме. Зошто сметам дека ВМРО-ДПМН апсолутно не е искрено при носењето на една ваква одлука и зошто глуми еволуирање на своите ставови. Од големи патриоти, жестоки патриоти во Република Македонија сега одеднаш ретерираат на едно вакво ниво. Заради тоа што сметам дека не е можно да толку силно се брани ова одлука во која што можно беше да се постигне консензус помеѓу политичките партии во Република Македонија. Меѓутоа, не може на еден ваков начин во кој што се укажува дека ние сме за градење на соживотот, а од друга страна излегувате, господо од ВМРО-ДПМН, дека Република Македонија не може да спроведе попис во државата заради тоа што има фалсификат, заради тоа што премногу албанци ќе се запишеле на списокот на жители и така натаму, или обратно. Некако не ми кореспондираат двете тези за луѓе кои што навистина се сериозни и заради тоа сметам дека свртувањето на македонската јавност во овој дел на економска криза и реков сериозни екзистенцијални проблеми е основниот мотив за носење на една ваква одлука. И впрочем, тоа е начин на кој што функционира оваа влада на Груевски Ахмети, ова е начин на кој што функционира македонската држава, со двајцата премиери од кој што Ахмети многу често има поголема важност него премиерот кој што е официјален на Република Македонија. И токму моменти кога ќе се случи да има некои сериозни недоразбирања внатре во коалиционите партнери, тогаш ќе се седне, ќе се преговара и ќе се договори нешто што би требало да помине
од едната или од другата страна, иако знаат дека граѓаните на Република Македонија се повеќе заинтересирани за екзистенција на себе и на своите семејства, за подобрување на економскиот статус, за намалувањето на сиромаштво и така натаму. Вистински патриотизам во ова време, во 2012 година, е апсолутно да се обезбеди екзистенција за секој граѓанин на Република Македонија и за нивните семејства. Вистински патриотизам е да насочите проекти кои што значат многу екзистенцијални проблеми решавање во државата. Вистински патриотизам е ако финансирате наместо многу споменици во Скопје 2014 година, ако финансирате 2 площади во главниот град на Република Македонија, да финансирате проекти кои што значат водоводна инфраструктура, канализациона, патна инфраструктура. Тоа се проекти кои што на вистина ги чувствуваат и се потреба и на македонците, и на албанците, и на турците, и на србите, и на ромите, и на власите. Меѓутоа, нема да биде на одмет ако повторно сервираме на ваква тема, па овде се расправаме и кажуваме дека сега е дојдено времето да тоа го правиме на еден ваков начин. Патриотизам беше во 2001 година да направите се и да се смира тој виор на војната која што беше во Република Македонија, да ги релаксирате меѓуетничките односи, да ги институционализирате и да изградите Република Македонија, односно да продолжите да ја градите по мерката на сите. Јас на вистина во оваа програма, затоа реков на почетокот дека има сериозни шанси имала оваа програма да има консензус помеѓу сите политички партии и апсолутно истакнати настани, истакнати личности од Република Македонија, кои што имаат сериозно значење и за албанците, и за турците, и за србите, и за власите, и за бошњаците, и за секој еден човек кој што живее во Република Македонија, на мене апсолутно тоа не ми пречи. Туку напротив, мислам дека тоа е богатството на една мултикултурна и мултиетничка Република Македонија. Меѓутоа, да на начин на кој што се одлекува вниманието. Ние прославуваме 100 години од албанското знаме, меѓутоа и 100 години од државноста на Република Албанија. Навистина, тоа е барање кое што е легитимно да го поставува било која политичка партија од албанскиот блок за да докаже на другата партија во опозиција колку се тие моќни да наметнат одредена прослава на значен датум или манифестација. Меѓутоа, не е во ред, не е принципиелно, не е државнички, како сакате наречете, да ние прославуваме годишни од државност на една соседна држава. И второ, навистина ми смета ако прославуваме 100 години од именувањето на Мехмет Паш Дерала за прв министер за одбрана на Република Албанија. Мене нема да ми пречи ако славиме годишнина од неговото раѓање, бидејќи роден во Република Македонија и како македонец, односно граѓанин на Република Македонија, станал министер во албанска влада и така натаму и така натаму. Меѓутоа, да прославуваме прв министер за одбрана на Република Албанија во Република Македонија апсолутно е недозволиво. И верувајте, ако овие двата настани кои што ги забележуваме овде допринесуваат за интеграција на македонското општество, јас би им дал подршка. Меѓутоа, верувајте, ова не се интегративни процеси во државата. Туку напротив, мислам дека се допринесува за дезинтеграција. Низа на закони кои што беа носени, низа на одлуки кои што ги донесе ова собрание благодарение на коалиционата соработка. Може да бидат разбрани на еден или на друг начин. Ја не би сакал да се враќам наназад за она што беше донесено како одлуки, како законски решенија. Меѓутоа, дајте сите до еден да покажеме барем малку сенс дека мислиме за државноста. И сега, апсолутно, овде се објаснуваат и други причини, па меѓу кои ова одлука се зема како репер да се објаснат и промената на улиците во многу градови во кои што на власт е ВМРО-ДПМНЕ во Република Македонија и се искажува зашто тоа било така или на друг начин сватено, а од друга страна ни покажуваат колку ВМРО-ДПМНЕ е голем во делот на славењето на македонските великани, а од друга страна се нуди една ваква програма во која што апсолутно нема врска со државност во овој дел и
верувајте, задирањето во државноста на Република Македонија, праќањето на порака дека можеме меѓусебно да се пазариме за овие нешта, не прават сериозни пред Европа и пред светот. Токму од тој аспект мислам дека треба, господо од ВМРО, да бидете поодговорни. Македонија е многу поважна од секое ваше столче овде или во владата во Република Македонија. За реплика е пријавен господинот Демиџевиот.